Почитуван подпредседател, имено поднесуваме предлог на закон по скратена постапка за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија. Пред неколку дена, поточно на 10 декември, премиерот Христијан Мицкоски ја извести јавноста дека целосно свесен за условите и состојбата во која што се наоѓаме, платите на функционерите дополнително нема да растат и токму со ова законско решение го регулираме овој дел од општествената сфера. Ова значи дека со усвојувањето на ова законско решение нема да растат платите на функционерите, односно ќе се замрзне коефициентот кој што е во моментот присутен. Граѓаните добро знаат дека со донесувањето на одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, со која се укина дуализмот на правните норми и се овозможи пресметка на платите на избраните и именуваните лица, на начин што основицата за пресметување на платите се множи со утврдениот коефициент, при што за основица се зема просечната исплатена месечна плата по вработен во Републиката за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика, и ваквото регулирање предизвика енормно зголемување на платите на овие лица. Со овој предлог на закон кој што го поднесуваме заедно со група на пратеници за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, се изменуваат коефициентите за пресметка на плата на начин што ќе се обезбеди правична и одржлива законска регулатива при исплата на платите и ќе се спречи натамошниот непропорционален раст на нивните плати. Со ова наше предлог законско решение ќе бидат опфатени следниве лица, односно на следниве лица ќе им биде замрзнат коефициентот на утврдување на платата. Председател на Република Македонија, председател на Собранието и председател на владата, председателот на Уставен суд, подпредседателот на Собранието, член на владата, председател на работно тело на Собранието, гувернер на Народна банка, јавен правобранител, народен правобранител, секретар на Собранието и секретар на владата. Исто така, на заменик министер, директор на републичка организација, раководител на кабинет на председател на Република Македонија, советник на председател на Република Македонија, секретар на кабинетот на председателот на Република Македонија, републички советник во Собранието, заменик на гувернерот на Народната банка, заменик на секретарот на Собранието, заменик на јавниот правобранител на Македонија, заменик на народниот правобранител, исто така на раководен работник кој што го именува Собранието или го назначува работното надлежно тело на Собранието, на судија на апелационен суд, на заменик на висшиот јавен обвинител, председател на Основен суд, како и на градоначалниците. Во договор со председателот на Комисијата за избори и именување Ѓорѓи Сајковски, вакви законски решенија ќе следат и за другите избрани и именувани лица. Благодарам.